Годината е 2018, месецот декември. Сцената е пред владата, каде протестен собир држи ВМРО ДПМН. Меѓу обвинувањата кои ги упатува тогашниот лидер на опозицијата Христијан Мицкоски е дека власта го партизира судството со своји луѓе. За пример, ги користи тогашниот избор на Наташа Габер Дамјановска за директорка на Академијата за суди и јавни обвинители и изборот на Лорета Георгиева за членка на Судскиот совет. Наташа Габер Дамјановска, сестра на Виктор Габер, долгогодишен дипломат од редовите на СДСМ, советник на Зоран Заев. Минатата недела цела македонска јавност знаеше дека Лорета Георгиева ќе биде избрана за нов член на Судскиот совет. А зашто? Затоа што таа е сопруга на човекот кој што е приватно близок со Зоран Заев. 6 години подоцна, улогите се сменети. Христијан Мицкоски сега е во владата. Сцената се телевизиските студија од каде му се обраќа на правосудството дека актуелната гарнитура брои ситно. Без огради, од позиција на премиер, тој најави дека доаѓа време на наши луѓе. Велиме, еве, да не биде дека ние партизираме, но ако таа шанса нема да биде во недоглед. Таа шанса може да трае одредено време. Тоа време се ситни, се троши. И кога ќе видиме дека нема напредок, тогаш логично е да предложиме наши луѓе во кои што веруваме дека ќе го испорачат тоа кое што очекуваме ние и граѓаните да го испорачат. Тоа е битка против криминалот и корупцијата. Дали тоа што го најави премиерот веќе почна да се остварува? За овие врати се случи најважниот ова неделен настан поврзан со правосудството во земјава. Управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители бираше нов директор, откако претходниот, Наташа Габер Дамјановска, летоска си поднесе оставка. Во статутот на организацијата, во член 9 став 1, се вели дека одлуките на седниците на управниот одбор се донесуваат по пат на јавно гласање. Но, за разлика од минатиот избор на директор во 2022 година, кога секој член на управниот одбор јавно кажа за кого и зошто гласа, во понеделникот се случи нешто друго. Секој член на управниот одбор можеше да заокружи повеќе од еден кандидат. Сумирањето на гласовите беше јавно, но не и кој, за кого и зошто гласа. Еден глас. Ваквата одлука на управниот одбор веќе ја критикуваше дел од експертската јавност, но и покрај се, еден кандидат доби доволно гласови. Обвинителката од Битолското висше јавно обвинителство Ирина Трајковска-Стрезовски. 360 степени побара мислење и од неа и од дел од другите кандидати за процесот на избор. Судијата Ненад Савески, кој доби 5 гласа, еден помалку од избраната Трајковска-Стрезовски, кратко соопшти: Се уште не можам да изразам став дали ќе побарам судска заштита, се додека не добијам писмено известување од управниот одбор на Академијата. За сега не добивме потврда, но можно и други кандидати да го оспорат процесот од принципиелни причини. Новоизбраната директорка Ирина Трајковска-Стрезовски смета дека незиниот избор е законски. Сметам дека при мојот избор управниот одбор постапил во рамките на законските и подзаконските акти. Не можам да коментирам зошто членовите донеле одлука да не гласаат јавно. Членовите на управен одбор се професионалци, суди и јавни обвинители кои ја познаваат својата работа и работат согласно законите. Според она што сите го гледавме, едногласен став на сите членови беше да гласаат на таков начин. Прашана дали начинот на избор фрла дамка врз нејзиното име, Трајковска-Стрезовски вели дека каков било товар е дополнителна обврска за неа преку работата да покаже дека управниот одбор не погрешил при нејзиниот избор. На прашањето пак, како ќе постапи ако другите кандидати решат да бараат судска заштита, таа вели: Доколку некој од кандидатите реши да бара судска заштита, не можам ниту пак сакам да го спречам. Секако, доколку се донесе каква било судска правосилна одлука во врска со начинот на мојот избор, ќе ја почитувам. Невообичаената одлука на управниот одбор да не гласа јавно и потенцијалот тоа да прерасне во долга правна сага не е единствениот дискутабилен момент при изборот на Трајковска-Стрезовски.
Фотографии на Facebook профилот на заменик министерката за животна средина сведочат дека функционерката на ВМРО ДПМН е долгогодишна пријателка со новата директорка на Академијата. Трајковска Стрезовски отврла каква било корелација меѓу пријателството со Ане Лашковска и напредокот во кариерата. Политичката припадност врз основа на приватни фотографии во овој момент не треба да се утврдува. Ние сме другарки цел живот и пред таа да биде во политика, а ќе останеме и во иднина. Нема влијание од мојата другарка врз било кој да гласа за мене. На таа тема не сме ни разговарале. А на прашањето за коментар на изјавата на премиерот дека ќе донесе наши луѓе во правосудството, таа вели: Извршната власт треба да се задржи во делокругот на своите надлежности и да биде внимателна при давање изјави кои може да се протолкуваат како мешање во судската власт. Во таа смисла, не би се впуштила во коментирање на изјави на политичари. Јас доаѓам од правосудството и длабоко сум уверена дека самостојно и независно судство и јавно обвинителство многу повеќе ќе придонесе во напредокот на демократските процеси во нашата држава. Нашата правосудна власт има капацитети, но треба да работи самостојно и независно. Случувањата во Академијата не се единствениот важен процес во правосудството кој деновиве добива на динамика. На почетокот на месецов, Собраниската комисија за политички систем разгледуваше навидум технички документ – годишниот извештај за работа на Судскиот совет. Пратениците од мнозинството излегува со аргументи дека Судскиот совет само бара пари, а нема резултати, дека е зголемен бројот на одложени судења, зголемена е неажурноста, дека се ниски казните за судиите против кои се воделе дисциплински постапки. Вие сте нивни представников дека и треба да им пренесете дека оставки треба да се дадат сите од прв до последен. И тоа ќе се случи затоа што оваа генерација на политичари и оваа политичка номенклатура, која што победи убедливо на избори, има намера да донесе право и правда. Право и правда со оваков судски совет ниту може, ниту ќе се донесе. За дел од обвинувањата за ефикасноста, председателката на Судскиот совет се бранеше со фактот дека судството добива едва и третина од буџетот, што им е загарантиран со закон. А без пари нема луѓе и нема оправа. За повикот за оставки, таа кажа дека одговорноста е секогаш индивидуална. Но и дека во моментов нема начин да се разрешат членовите на Судскиот совет само затоа што некој така сака. Меѓутоа, за нешто такво, и за оној настан, и за било предходно што спомнавте, во тој дел затоа треба да се имплементираат препораките, оние што остануваат за извршната и законодавната власт, од вкупно 40 дадени препораки од Европската унија, за да се обезбедат основи за евентуално разрешување на член на Судски совет, кој во овој момент го нема, а секако дека во рамки на институционалната надлежност и другите институции може да иницираат постапки, тоа не е случај во овој момент. Сепак, пораките во продолжението на седницата беа јасни. Барате зголемување на парите, финансиски средства. Нема зголемување на парите за криминалните суди. Нема. Запамтете. Очекувам дека ќе поднесете колективно отставки. На крај, комисијата одлучи да му препорача на пленумот да не го прифати годишниот извештај на Судскиот совет. Што значи тоа? Во членот 100, став 8 пишува: доколку Собранието на Република Северна Македонија не го усвои извештајот, тоа ќе биде основ за поведување на расправа пред органите што ги избрале членовите на Судскиот совет за оцена на нивната работа во советот. Дали, во недостаток на други правни механизми, неприфаќањето на извештајот ќе биде употребено за да се разрешат членовите на Судскиот совет кои ги избира Собранието? Ова прашање го упативме до пратеници на ВМРО ДПМН. Добивме неофицијален одговор дека сите опции се во игра и дека се ќе зависи како предложениот заклучок за неприфаќање на извештајот ќе помине на собраниска седница. Сепак, ако власта се одлучи на тој начин да го ремонтира Судскиот совет, нема да бидат први на кои им текнала таква идеја. Опцијата разгледуваше претходната влада. Само има една одредба каде што вика дека може да се бара одговорност од страна на Собранието доколку годишниот извештај не им биде усвоен од страна на Собранието.
Во тој период, двата годишни извештаи и за 2021 и 2022 беа усвоени од страна Собранието, со тоа што Собранието признало дека они функционирале одлично изминатиот период. Друга, еднакво контроверзна опција е мнозинството да направи измена на Законот за судски совет и во него да вметне нови одредби за избор на членови на судскиот совет, што потоа би се искористило во преодни и завршни одредби да се прекине мандатот на актуелните членови избрани од Собранието по претходниот закон. Можно е представниците на судската власт да бидат и цел на интерпелации, односно да се направи обид самите да си поднесат оставки. И, на крај, не може да се исклучат уставни измени со кои целосно ќе се рекомпонира пред се улогата и составот на судскиот совет. Премиерот во неколку наврати ја промовираше идејата сите членови во судскиот совет да ги бираат судиите, а не како сега, комбинација од малцинство членови избрани од Собранието и мнозинството членови избрани на непосредни избори од самите судии. Најголемата енигма е како, потенцијално, би се сменил јавниот обвинител, но јасно е дека власта веќе испрати порака и до него. Некој кој ќе ми каже, партиски или не знам, пријатели или друга. Па нормално со тие луѓе ти можеш да соработуваш. Со тие луѓе си соработувал. Со тие луѓе си создал доверба. Да сум соработувал со... Така, нели повторно се партизира? Нема, логично е тоа. И тоа е и во Америка така, и во Шведска е така. Проблемот е во администрацијата да не дојде до партизирање. Во ние надолни ешелон. Инаку, логично е дека оној прв ешелон, оној клучен, би рекол, клучно обкружување ќе бидат твоите најблиски соработници со кои што функционираш во рамките на партијата или коалицијата. И тука не гледам нешто што не е нелогично.